Дали го изгубивме човекот во нас? Апсолутно да. Зошто? Секојдневно гледам сцени. Егоисти сме? Егоисти сме, затоа што имаме премногу. На историјата не можете да бидете заробени како сте умен човек. Од историјата се влечат поуки. Јазикот не може да се изгуби додека има макар и еден говорник. А со идентитет културен доста се манипулира. Прво премиерот најави можни предвремени парламентарни избори, да ја дообјасни изјавата со тоа дека оваа година нема да има предвремени парламентарни избори. Не значи дека нема да се случат ни оваа година. Има ли простор за влезна села во владата? Имаме ние комуникација. Речи си 8 години како трае ТВ магазинот Трилинг. И замислете, прв пат, после 8 години, во ТВ магазинот Трилинг ќе ми гостува Венко Андоновски, универзитетски професор, писател, драмски текстописец. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, многу ми е драго да бидам со вас. Господин Андоновски, извадив уште од самиот старт една ваша констатација: живееме во луд свет кој страда од шизофренија. Војните се враќаат. Тие секогаш се знак за нејзина појава. Помалку звучи депримирачки, како да го навестувате Горан Стефановски со Диво месо. Па да, тоа е земено од представата во драмски Мачки на глава, односно мислам дека го изјавив на пресконференцијата. Мислам дека не сме мрнале ние многу чекор напред во однос на Диво месо и она за што говори Диво месо, особено на планот на растурање на семејството. Знаете, се смееме понекогаш со колегите од историја на факултетот, тие велат во Турско имало најголем данок 10-ток, а сега персоналниот данок ви е многу повеќе од 10-ток, нели? Да не говориме за другите даноци што ги плаќаме. Но имало и данок во крв, велат, нели? Јас се прашувам, зар не е данок во крв растурањето на семејствата, селење на младите луѓе од Македонија и така натаму. Така што, колку и да звучи песимистички, тоа е реално. Понекогаш реализмот се израмнува со песимизам и мислам дека тоа Диво месо на Горан Стефановски, кој јас се обидов да го рециклирам, да го преместам низ времето и се прашав како денес би изгледало кога тој текст би се пишувал. Мислам дека тоа Диво месо уште ни стои и дека не ни е решено. Зошто не сме мрднати од статус-кво позицијата? Па јасно е зошто, затоа што во оваа земја идеологијата излезе вон времето. Значи, од секогаш државите ги воделе политичари, идеолози, лидери, но од секогаш имале и умни луѓе крај себе. Сега тоа некако како да се, како да кажем, како да се отцепи политиката од државата, како да си стара некое самостојно предпријатие за фабрикација на политички вредности, главно се повторуваат празни фрази и егиди, но никој не покажува реален интерес да се промени стварност. Тоа си стана едноставно како што на времето символизмот беше само целна уметност, не заинтересирана за стварноста, така сега и идеологијата се занимава, да не речем политиката, нели? Зошто е истисната таа интелектуална мисла, научна мисла? Па затоа што е критичка. Знаете, во психологијата на оние кои сакат да владеат е всадено чувството на нарцизам. И тоа не говорам јас само за сега, од секогаш било така. Меѓутоа постоеле механизми кои тој нарцизам го ставале во некои нормални рамки. Не постои владател кој не сакал да биде фален и да се прави некаква имагологија од неговата појава и од неговата фигура, меѓутоа од секогаш имало и спротивни мислења, имало и критичка интелигенција
имало и дисиденти, а сега дојде еден момент во кој како веќе да не е потребно ни знаење, ни како да кажем, ни совет, ни стручен совет од интелигенција, нема потреба, се е политички диригирано од врвот и ние знаеме дека тоа доаѓа и од геополитичката ситуација, тоа е ситуација во светот. Неколку центри раководат со се, а дури и со војни. Вие зборувате за цепење, за двоење. Дали живееме во два различни светови? Апсолутно да. И тоа доведува до една скизоморфија на општеството. Знаете, имате луѓе кои сакаат да учат, да напредуваат и да работат, и имате луѓе кои, тоа е сосема друг свет, на кои им одговара ситуацијата статус кво. При тоа е јавна тајна и врапците тоа го знаат, си ги решаваат своите приватни проблеми, ги интересира само приватното инкасирање и во едно такво скизоморфно општество сосема е нормално оној што сака да работи, а нема услови за тоа, да го напушти. Повторно ќе ве навратам на Горан Стефановски. Дали тој ви бил идол, бидејќи соевидно многу често се повикувате на него, многу често го цитирате него? Горан ми беше пријател од кој ги научив елементарните тајни на пишувањето драмски текст. Јас не бев негов студент, ние бевме тука негде не многу разлика, како постар брат, да речеме. Од него ги научив тајните како се пишува драмски текст. И јас многу често го споменувам затоа што сметам дека тоа беше наш гений, кој во Македонија делумно го препознавме, а за жал светот не покажа интерес, поради оние негови познати ставови кои се и мои ставови. Дека папокот на светот или центарот на светот се наоѓа овде, на Балканот. И дека од тука е тргната писменоста што им ја дадовме на три вери и на многу народи, дека не сме за подценување, но дека самите се подценуваме, дека едноставно сме во состојба да се откажеме од себе си за да припаднеме некаде, и тоа од секојаш сме го правеле. Горан беше жесток во таа смисла и затоа и го повторувам. Можем да кажем дека има одиграно силно влијание врз мене и не само врз мене, врз многу други луѓе, не само во техничка форма, како се пишува драма, туку како да се разбере светот во конфликт. Во едно сеќавање за студентско-новинарските денови, неизбежна е култната кафана кај Почу и кај Јоле, подоцна само со Јоле и на Максим Горки на почетокот од милениумот. Дали во тој клуб на сезнајковци, на мудроста, идолите ги најдовте во Петре М. Андреевски, Анте Поповски, Гане Тодоровски, па од време на време таму знам ми раскажували Милан Ѓорчинов, Атанас Вангелов, Владо Урошевиќ. Да, тоа беше Јоле, како што го викавме, ни беше на некој начин попладневна настава на тогаш на младите студенти. Тоа беше една генерација, заедно студиравме јас, Славе Ѓорѓодимовски, Ивица Шеликовиќ, Братислав Ташковски и така натаму. Сите стана нешто во книжевноста, но ние попладне одевме таму, затоа што фаќавме пусија да видиме кој ќе дојде од овие ветераниве. Се знаете, вие да седите, да ве покани на маса еден Анте Поповски и да речеме да разговарате за вашата поезија која сте му ја дале. И тој да ви даде ваков совет. За добрата поезија, вели, малку зборови се доволно, а за лошата поезија многу зборови се малку. Мислам, вие добивате еден совет директно од автор, кој што едноставно ве насочува кон тоа кога пишувате поезија да не празно словите. Камо среќа да имаат и политичарите такви учители. А што се однесува до тие предавања, ние таму учевме за дисидентите, затоа што
Ако ги слушавме предавањата на Гане предпладне на факултет, тоа беа дозирани предавања според програмата. А во Јоле се зборуваше и за дисиденти, и за апокрифност, и за, не знам, еретизам во книжевноста и така натаму. Тоа беа незаменливи школи попладневни, а имаше и хуморни ситуации. Се сеќавам дека еднаш Бранко Варошлија и Петре Андреевски разговара дали на романите на Бранко Варошлија им недостига филозофија и Бранко рече не недостига, јас се држам до Хераклит Мрачниот, вели, како филозоф. Тој оној нели што влегуваше во една иста река и рече дека никогаш не можете да влезете два пати во иста вода. Петре го гледаше со прашален поглед, а Бранко му демонстрираше. Вели, Петре, како што не можел Хераклит два пати да влезе во една иста вода, така и јас и ти не можеме два пати да испиеме една иста ракија. Затоа да си не рачаме уште по една. Имаше многу духовитост, имаше многу еден убав живот. Господин Андоновски, кога би почнал да читаш, би читал што се имате напишано, над 20 драми, научни статии, колумни, малку е веројатно половина емисија да разговараме. Папокот на светот, 10-то издание, Вештица, 5-то издание. Колку денеска се слуша гласот на писателот? Прво вака, Папокот на светот отиде до 20 издање. Вештица е некај 15-то, ако не и повеќе. Но тоа веќе и не е важно. Важно е дека тие романи се читаат. Гласот на писателот го слушаат само оние кои не можат да се препознаат во општеството и да се интегрираат. Ако мислите да се слушне гласот на писателот во смисла на некаква општествена полза или некоја насока, тоа не важи. Едноставно, јас реков, дојде до отцепување на идеологијата од се што е општество и држава. Постариите мои колеги кажуваа дека кога Блаже Конески бил председател на Друштвото на писателите и кога требало нешто да му се даде на Друштвото на писателите, кревал телефон, од оние класични статични црни телефони, звонел и само кажувал нека ме побара тој и тој. Значи, човек од власт. За 5 минути од почит се јавувале луѓето. Сега таква почит веќе не постои. Значи, како да кажам, таа некоја атмосфера дека тогаш се создавала држава, дека граматиката на Конески е темел на таа држава, тоа било почитувано. Сега вие можете да донесете и меѓународни награди и ова и она. Прва вест во секоја ТВ емисија, во секој портал ќе биде настан од политиката и тоа целосно. Зошто македонската книжевност, генерално книжевност е на маргините? Па не е само кај нас. Генерално секаде книжевноста е на маргините. Вие забележувате дека и во светот се повеќе се развива нешто што јас го викам книжевна естрада. Тоа се бестселери кои се обраќаат на една средна класа што си ја врши својата функција на шрафче во државната машинерија и ништо повеќе. Мислам дека уметноста е во криза. Не е само кај нас тоа, секаде е така. Јас имам пријатели по целиот свет и она што нивните претходници го достигнувале како 100.000 тираж, сега е паднато на 5.000, 10.000. Знаете, како да се е сведено на материјалното. Сите се загрижени за материјалното и мислам дека во таков еден свет секоја уметност, како некој фиктивен свет, губи на значење. Но ја губиме духовноста. Кога велите дека се врти околу материјалното, зошто се врти околу парите? И па затоа што парите станаа бог со кој што можете да разговарате, да купите се.
Знаете, постоја работи кои не можеа да се купат порано со пари. Например, чест. Не треба да одиме понатаму. Доволно е да ги погледнеме нашите предци. Имало чест во селата, во градовите, во паланките, која не се продавала. Сега ние секојдневно читаме дека со парите може да се купи се, и децава тоа го знаат, за жал, дека се може да се купи со парите. Тоа е затоа што едноставно опадна, јас повторно причините ги барам во распадот на семејството и на, како ја кажам, дури во известна смисла и како ја кажам, религиозноста, духовноста, сето тоа отиде, се е профанирано. И кога веќе парите стануваат главен тотем на нашето време, не е чудо што сите играат танц околу нив. Тоа е тотемот. Парите се отепувачка. Како не? И тоа страшно отепувачка, луѓето не се свесни дека, земете ги Олдос Хаксли во Прекрасниот нов свет. Таму покажуваше како парите ги расипуваат луѓето. За разлика од 1984 година, нели, романот, таму големиот брат те цензурира. Сега те цензурираат преку пари, те раководат преку пари, те наведуваат преку пари. Знаете што, не треба многу филозофирање. Еднаш да отворите портал, еднаш отворив портал за ковани кревети, ме интересираше кован кревет да си купам. Тоа е претворено во една масовна шпионажа на вашиот потрошувачки апетит. Мене постојано, покрај тој портал, ми се отвараат сега и други кои ми нудат перниче за таков кревет, надказ која се става покрај таков кревет, ламба која се... Дури до влечки стигнавме. Значи, тоа потрошувачко општество едноставно ја исфрли уметноста и духовноста наша, нели? Па дури и чувствителност. Гледам колку се станати безчувствителни луѓето, едноставно подготвени се да газат преку жив човек за да дојдат до тоа што им треба. Господин Андоновски, во Белград ве опишуваат како македонскиот Кундера, другите ве компарираат со Умберто Его. А што би сакале вие да бидете? Петре М. Андреевски или поетот Блаже Коневски? Јас тие компарации со Умберто Еко и со Павич и со не знам со кого се имаше таму, не ги сакам. Секој човек е вселена за себе. Јас многу сум научил од Петре, многу сум научил од Данте и попрво би сакал на нив да личам одошто на странските идоли, затоа што пред се сум македонец и верувам во македониумот како некој мистичен елемент кој се состои во тоа секогаш да се издржи се, да се истрпи се на достоинствен начин и се разбира да се направат духовни, огромни подвизи. Внимавајте, 903-та, ние сме многу чуден кога говорам за тој Македониум како некој духовен елемент на Македонија. Јас не сум од оние празни националисти кои по секоја цена претеруваат во патриотизмот. Ако вие 1903 година имате крв до колена во Македонија, и ако таа 1903 година во Америка се случува првиот лет со авион, јасно ви е каква разлика, браќата Рајт, нели, летаат 1903 со авион, каква огромна разлика е тоа меѓу културите. И вие верите, ние се бориме во крв до колена, што се мериме ние со американците? Да, ама 1903 година излезена книгата на Крсте Петков Мисирков за македонските работи. Истата година е упатена критика до тоа востание и до пролевањето крв и изложена идејата за културна еволуција во рамките на Османската империја. И даден, само се извинувам, и даден и правописот, што подоцна го потврди комисијата со Блаже Коневски, а 903-та, крв до колена, 906-та, во Лондон е купена камерата на браќата Манаки. Па во која култура
за само 3 години доаѓате од крв до прв филм. Мислам дека се викаше Предачки или Час на отворено. Не знам како се викаше првиот филм на браќата. Господин Андоновски, заробеници сме на историјата и како вие го дефинирате патриотизмот? Не, видете, на историјата не можете да бидете заробени како сте умен човек. Од историјата се влечат поуки. Значи, јас така гледам на таа работа. А патриотизмот јас го гледам како нешто што те врзува за твоето најдраго и најмило, но го гледам и како космополитизам. За мене патриотизам кој не признава дека други народи исто така постигнуваат важни работи, и во културата, и во цивилизацијскиот напредок, тој не е патриот. Тој останува во својата, како да кажам, темна собичка во која си има драги предмети, кои ги обожува и кои... Само во компарација со другите народи ние можеме да станеме патриоти. Затоа и ви го дадов овој пример со камерата на што Јанаки Манаки му ја купува на својот брат Милтон. Знаете, тоа и како патриот тоа ми ја грее душата. Ама од друга страна, јас тогаш станувам компарабилен со браќата Лимиер, кои само колку 10 години пред тоа ја измислија камерата. Значи, убаво вие кога патриот станувате, кога станувате свесен дека сте дел од светот, дека се приклучувате на светот со вашите вредности. И затоа се радувам на сите меѓународни награди што ги добиваат нашите уметници. Следите тренинг гостин во емисијата универзитетскиот професор и писател Венко Андоновски. Господин Андоновски, во драмата Генетика на кучињата ја поставивте својата диагноза на мафијашкото богатство, за парите и незаситеноста од нив. Ако велите дека доминира материјалното кај нас, каде се изгуби духовното? Познато е, штом почне да доминира материјалното, тогаш почнува да доминира човекот. Знаете, мене многу ме поврзуваат и со романите, и со ова околу црквата, околу Бога, околу тие теми. Јас Бог го сваќам како нешто што е над човека и кое, дури и да е измислено, е потребно за да човекот се очовечува и да се доближува до тој идеал. Кратко ќе одговорам. Еден свет стар во кој што доминираше Бог се замени со свет во кој доминира човекот. Теоцентризмот му отстапи место на антропоцентризмот. Човекот е суштество што плаќа со пари. И автоматски, штом почнат парите, нема место за духовното и за Бога. Знаете, жално ми е кога гледам денес тој антропоцентризам кој преку парите и потрошувачкото општество само ги развива страстите, а страстите се да купам ова, да купам, како слама се. Колку повеќе купувате, толку повеќе сакате да купите, како што слама кога фрлате во оган, го разгорува и бара нова, брзо гори. Жално ми е кој ќе видам дека има луѓе толку полни со себе, со високо мислење на себе, што за нив, ајде што нема место за Бога, ама нема место ни за другите луѓе. И затоа кога ќе ме прашате кај се изгуби духовното, се изгуби затоа што го истиснавме тоа. Го истиснавме Божјото зрно во една митолошка, не говорам јас во конфесионална, во религиозна, во Божјото зрно го немаме во себе. Тоа што би било над нас, над парите и што би не влечело кон поубав свет, макар и бил утопија. Дали го изгубивме човекот во нас? Апсолутно да. Зошто? Секојдневно гледам сцени. Егоисти сме? Не, егоисти сме, затоа што имаме премногу.
ќе се вратам на мислата на Анте, која важи и за животот. Анте рече вака: многу зборови прават лоша поезија. Ние имаме премногу, затоа сме егоисти. Јас се сеќавам дека кога јас растев во училиште, имаше фраза "да еден гриз од сендвич". Сега нема такво нешто. Не доаѓа предвид децата да поделат нешто. Секој си купува за себе, нема веќе да делиме. Кога имате помалку, вие сте упатени тоа помалку да го поделите. Зошто е тоа така, не знам, меѓутоа веројатно се должи на тоа Божје зрно, што јас го викам, во човекот. А сега нема така. Малку луѓе мислат дека сме голема нација, но дали приодот кон историјата го уби или го воскресна македонскиот патриотизам? Зависи на кој приод кон историјата мислите. Ние, например, имавме, и не само ние, и да речеме и албанците на Балканот, и ние, имавме некоја чудна ретро епизода што обично се случува во 19 век, кога се конституираат нациите, односно националните држави. Знаете, да се тврди дека сте потомок директен на илирите или директен потомок на Александар Македонски, тоа е далеко од вистината. Во таа смисла, Македонија јас ја доживувам како да кажем, некој митски копнеш да се биде стар, а при тоа се нема свест дека на ова сеизмичко подрачје, културно сеизмичко подрачје, е настанато севкупната култура. Значи, историјата морате да ја сватите само како палимпсест. Таа е пишувана една преко друга. Таа не е чиста. И не може да биде чиста. Ако ја сваќате како чиста, ќе доаѓате до апсурдни тврдења и екстремни тврдења кои ќе бидат побивани од соседите и тоа ќе води се кон нови кавги и така. Дали на историјата гледаме како свето писмо? Па зависи како кој. Јас, например, не гледам така. Јас ја гледам палимпсесно, гледам да речеме дека многу составки на нашата култура, бидејќи предавам и културологија, воопшто не се наши. Тие се примени, одомаќени. Значи, тие се прифатени во нашата култура, ние ги доживуваме како своји и не гледам причина зошто да не ги именуваме како своји. Со тоа не пречиме никому. Меѓутоа, треба малку реализам во таа работа. Знаете, историјата, таа не е учебник по квантна физика, па дури и учебниците по квантна физика подлежат на ревизија, нели? Меѓутоа, да се нема воопшто однос кон историјата и да не се познава историјата, тоа за мене е уште пострашно. Тогаш го губите не само вашиот македонски идентитет, го губите тоа пошироко палимпсестно балканско подрачје на културата. И тогаш, не знам, се претворате во човек кој го интересира само каде има повеќе пари, таму ми е подобро. Реални ли се стравувањата за можно губење на македонскиот јазичен, културен идентитет? Или играме постојано на национал-патриотската карта? Видете, јазикот не може да се изгуби додека има макар и еден говорник. А со идентитет културен доста се манипулира. Културниот идентитет е она што ние го создаваме во нашата македонска култура. Тоа нема да се изгуби. Јас лично сум оптимист и верувам дека дури и да доаѓаат и од бугарска страна, ќе бидам отворен, и од грчка страна, јас мислам дека и тие луѓе се свесни дека тоа се небулози. Дека македонскиот идентитет си постои. Едноставно тоа е пак една супремација на таа проклета идеологија и политика која никогаш не била поосилена и поотцепена
И од интелигенцијата, и од обичниот народ од сега. И така и во нашето соседство. И затоа сме на ова дереđe на кое сме. Господин Андоновски... Не стравувам за идентитетот. Мене многу повеќе ме загрижуваат удари одвнатре. Например, кога ќе изберете лош учебник. Самите си го правиме тоа. Лош учебник од кој треба да учат моите деца. Зошто? Затоа што преку врски се наместиле. Овој, оној, тој, бираме лош учебник. И потоа за нашиот идентитет ние винове некој од надвор. Не е точно. Самите ние меѓу себе правиме негативна селекција и ако некој го урива нашиот идентитет, тоа сме на прво место ние. Не велам дека нема и злобници од надвор, но да кукате цело време дека некој тоа ви го прави, не е исто. Не е реализам. Господин Андоновски, Македонија припаѓа на Европа географски, но зошто се уште ни е далечен западот? Па, мислам дека прво ние и немаме некоја ментална матрица блиска до западот. Нашите луѓе кои одат таму прифаќаат туѓи, мислам тамошни, домицилни ментални матрици. Ние сме сепак луѓе кои, како да кажем, многу повеќе го ценат, ја ценат уметничката слобода, хедонизмот, воопшто слободата и тешко се вклопуваат во една Европа која работи по строго нормативна животна поетика. Се знае, стануваш во толку, одиш во толку, Тоа нормално доаѓа полека и кај нас. Меѓутоа, ние се браниме од тоа. Ние сме малку, како да кажам, по-недисциплинирани во менталитетот и тоа е добро и во уметноста посебно и тоа е одлично. А Европа и нема некој интерес од нас за да не прими, да се разбереме. Имаше тука теории дека затоа што сме сервилни, па затоа не примаат и така. Не ги прифаќам тие теории, иако бевме сервилни и уште сме на некои точки. Не се лажеме, Македонија нема море. Што мислите, зошто бугарите влегоа во Европска Унија и зошто Црна Гора е пред нас? Бугарите беа зад нас, Црна Гора еве на прагот и таа чека, Албанија, луѓе, мислам, да се разбереме, светот си размислува практично, прагматично. Светот стана антропоцентричен. Значи, се гледа низ некоја призма. Што реално Македонија може да и понуди на Европа, освен уметност и спорт? Што реално може? И ефтина работна сила, се разбира, доколку некој изрази желба. И затоа јас постојано се залагав кога пишував политички, не беа политички, колумни со политичка некоја конотација. Секогаш велев, ќе си конкурираме за Европа, ќе си чекаме, меѓутоа, додека тоа се случи, ние треба да научиме да месиме леп. Овде да си направиме наша економија. Значи, не е тоа оној мит на независните за Тито, ама личи на тоа, знаете. Ние сме една граница, една црта, ние сме посебност некоја. Па невозможно е 1.700.000-800.000 луѓе да останат гладни во ваква држава. Можеме ние додека чекаме да не примат, нешто и самите да направиме. И да не примат, немате никаква гаранција дека нешто животот ќе се промени. Сега бев во Хрватска, разговарав со некои хрватски писатели кои беа страшно критички расположени кон членството во Европската унија. Ви благодарам за интервјуто, ми беше чест и задоволство. И мене исто така ви благодарам. Пред време и парламентарни избори веднаш се огласија и Таравари и Ахмети. Сега и веднаш прифаќаат. Видете, мртов конј нема што да изгуби. Сигурно дека тие спијат на увод дека кога би имало избори можеби ќе имат некоја подобра позиција,
но мислам дека имајќи предвид особено резултатите од локалните избори, нивниот пораст се види уште посилен. За гарантираните права, добиените права на сите заедници во Македонија во ниту еден момент не треба да се стават во знак прашалник.